Господине Глигоров, заврши пријавувањето за ИПАР-2 програмата. Колку сте задоволни од одзивот на земјоделците од Струмичкиот регион? Точно така, значи заврши првиот јавен повик од ИПАР-2, кој што беше во продолжение, значи поради COVID-19 беше стопиран, значи во мирување беше ставен, меѓутоа пак продолжи 30-40 денови, затоа тие денови значи заврши јавниот повик. Ние сме задоволни од одзивот од нашите земјоделски производители, сметајќи дека ќе биде малку попасивно, меѓутоа согледувајќи ги ситуацијите и моментите, сепак можеме да кажеме дека сме задоволни, бидејќи како регион имаме над 60 апликации до сега. За кои се програми можеше да се поднесе барање изминатиот период? Да, значи овој повик беше исклучително за приклучна механизација како и опрема, каде што и над 90% се однесува апликациите исклучително за приклучна механизација и опрема во земјоделското стопанство. Значи мерката беше за модернизација на земјоделското стопанство. Добро се помина, заинтересираните земјоделски производители аплицираа, сепак не се откажа, и макар што имаше ситуација да некои се откажат од временскиот период, меѓутоа се удоволи времето над нив, се сметаше на тоа дека има потреба да аплицираат луѓето и затоа дојдоа на време, се аплицираа и сметам дека ќе се заврши успешно целата работа. Дали меѓу земјоделците има и такви кои што повтор пат аплицирале, претходно користеле? Имате ли сознанија дали се тоа луѓе кои што претходно веќе биле корисници на дел од средствата од ИПАР програмите? Има појава, така, имаме појава на такви, значи корисници кои што се појавиле по друга мерка од односот на ИПАР програмите, а сега се појавуваат во мерка пак модернизација на земјоделското стопанство, меѓутоа во делот, исклучително во делот на приклучната механизација, која што и те како им е потребна земјоделските производители, како и опремата, пример како системи за наводнување, системи, тоест опрема за заштита на земјоделските култури, понатаму приклучна механизација која што е неминовна веќе за едно современо земјоделско производство, што значи минатите повици беа за трактори, набавка на трактори, механизација, современа механизација, меѓутоа тракторите без современа приклучна механизација сепак не одат, што значи едно комплетно земјоделско стопанство мора да ги поседува и квалитетната механизација како тракторите, меѓутоа и многу е потребна приклучната механизација во процесот на земјоделското производство. Во поранешните повици земјоделците реагираа дека документацијата е преобемна и многу тешко се собира за да се поднесе барање за овие средства. Дали имаше такви забелешки и овој пат? Така е, во почетокот имавме такви замерки околу преобемната документација, понатаму спорото доаѓање до апликација, до документацијата, меѓутоа во последните јавни повици таа документација доста намалена и самите земјоделски производители го согледуваат тоа и тоа се ситуации и наведени документи кои што доаѓаат самите земјоделски производители лесно до нив. Што значи институциите од каде што се бараат документацијата да бидат апликациите комплетирани, имајќи во предвид, бидејќи се работи за програмите од ИПАР или ИПА фондовите, доаѓаат во сусрет на земјоделските производители и така да немаме некои негодување од страна на земјоделските производители, бидејќи добро ги упатуваме што е тоа што треба да го набават, од каде да го набават, од која институција и понатаму да им комплетираме таквата документација и да им изготвиме технички предлог проект. Значи целокупната документација што е потребна на налик изгледа дека е обемна, меѓутоа не е така и затоа и понатаму со другите јавни повици ги охрабруваме земјоделските производители да се појават на таквите повици, бидејќи тоа се повици и мерки
исклучително за нивна помош и сметам дека овие земјоделски производители кои што по втор пат се појавуваат и имат успешни реализации над програмите, тие не ги пропуштат таквите јавни повици. Имавте ли апликации од жени фармери? Имавме појавок, мислам, околу 7-8 апликации кои што се однесуваат исклучително на носители на земјоделско стопанство кој што е жена носител. Изминативе денови имаме пообилни врнежи и пониски температури. Дали се вообичаени за август и што значат за земјоделските посеви? Јас сметам лично дека таквата ситуација и појави сме имали полоши состојби во тие временски периоди. Сме имали поројни дождови со дошта штети, за разлика од овие денови, денешниот и вчерашниот ден, каде што информативно имаме наврнато околу 60 литри на метар квадратен, меѓутоа не со такво невреме кој што може да направи некоја штета. Мислам дека овој дожд е и како позитивно дојден на време, бидејќи ќе послужи исклучително најповеќе за културите кои што се на отворено. Понатаму ќе помогне доста во постжетвените активности кои што се одвијаат овие денови, значи со едно плитко заорување кај стрништата, каде што правиме негативни ситуации со палење и така натаму, еве момент на земјоделските производители да ја направат таа операција или техничка припрема над земјоделските површини, едно плитко заорување каде што и те како ќе ја збогатат нивната површина за понатамошното есенска сеидба. Понатаму сметам дека позитивно ќе се одрази врз земјоделските култури како во овошните, така и во лозовите насади. Дневно-ноќните температури точно се паднате од 35-33 степени дневни температури, се паднете на испод 20 степени или 18 степени ноќни температури. Ние често пати го споменуваме тоа и кога одиме на терен, и кога сме во прилози и така со разговор со земјоделските производители, треба да се внимава околу дневно-ноќните температури. Затоа земјоделскиот производител, кога ќе спомнеме дека утрешните температури ќе бидат над 33-35 степени, ја гледат дневната температура, не планирајќи дека ноќните температури паѓаат испод 20 или 18 степени. Не е добра таа ситуација, тоа е една шоковна состојба над растителното производство, кое што е исто така жива материја, неповолно влијае. Меѓутоа, ако зборуваме за култури кои што се на отворено, дали се тоа овошни долгогодишни насади или градинарски култури. Меѓутоа, овие култури кои што се под заштитен простор, исто така и таму се случуваат таков дисбаланс над температурните разлики, каде што мора внимателност да обрати самиот земјоделски производител при самата вентилација над културите кои што се во производството или се во тек на берба, така да треба да се внимава, ипак не е целата во заштитата и за прихранувањето. Една од основните работи е самата технологија во текот на целокупното производство, значи дали создаваме поволни климатски услови за развој на таквите растенија. Сметате ли дека овие температурни разлики се можеби реакција на климатските промени? Да, такви температурни разлики ќе имаме и понатаму. Значи имаме еве се случуваат краткотрајни, меѓутоа многу обилни дождови. Ќе имаме сигурно краткотрајни, но многу ниски температури. Тоа ќе се случува со климатските промени, со самите климатски промени, меѓутоа и ќе бидат одраз над климатските промени. Тоа веќе се рефлектира полека, тоа се приметува над земјоделските стопанства, се приметува на посевите. Затоа приметуваме дека и во нашиот регион исклучително беше регион на отворено. Полека овие култури кои што сега се во тек над порасти развој,
како ќе споменам нашата Куртовска капија, таа е веќе 90% под заштитен простор. Тоа укажува на една такво прашање што ни поставивте, значи одраз на дневно-ноќните температури и разликите во климатските промени, дневно-ноќните климатски промени. Понатаму, долго во временото облачно време, дождовите ја покачуваат релативната влажност. Имаме култури кои што бараат долги сончеви денови, пример во теке расадување и берба на корнишонот, краставицата кои што бараат доста светлина, бараат и влажност, меѓутоа преголемата влажност и намалената светлина не е во прилог на пораст на таквите растенија. Што значи препорачуваме и самиот земјоделски производител во консултација со стручни лица да се изнаоѓаат начини и модули како да бидат припремени и осовремени за таквиот начин на производство. Како значи полека оди времето, така и самите земјоделски производители треба да бидат и самите припремени за да не дојдат до изненадување на таквите измени, дали ќе бидат температурни измени или во друг однос, земјоделскиот производител треба да биде полека припремен како во периоди кога имаме обилни дождови, меѓутоа ние имаме периоди кога имаме сушни доста периоди сушни, каде што приметуваме, каде што имаме бунари, каде што земјоделски производител полека веќе сегнува се подлабоко во потрага по вода. Значи нема доволно вода за наводнување. Што значи и тука треба да се води една доста голема сметка околу начинот на наводнувањето, начинот на трошењето на таквата вода, бидејќи и те како ќе биде потребна како за самите, за нас, така и за растенијата, за наводнувањето, за обстанокот на тие растенија. Ви благодарам за разговорот.